продолжиме ние денес, малку надоврзувајќи се на минатата недела. Разгледавме текст од 5 глава на Евангелието според Марко, каде што Господ Исус даде наниза мала серија на беседи, во која основниот акцент беше слушањето или предупредувањето. Внимавајте како слушате, внимавајте што слушате, внимавајте дали воопшто слушате и така натаму. И откако ги изнесе сите тие беседи, им рече на крајот на денот веќе кога беа изморени, ајде да отидеме на другата страна на езерото, фати силна бура, ученици се уплашија дека ќе се удават, Господ Исус пиеше, во стравот го разбуди и тој им рече, зошто немате вера? И се виде колку и учениците слушаа од сето она што Христос им го говореше преку денот. Им кажа, ќе отидеме на другата страна на езерото, а тие се уплашија дека ќе се удават. Не го слушнаа најважното. Ги слушаа брановите, бурата, ветровите, гледаа што се случува, но на најважното што го каже Исус Бог, ќе одиме на другата страна, не го чуе. Исус не им рече ќе се удавите сега, им рече одиме на другата страна. И би сакал таа вистина, нели, или потребата од слушањето на Словото, да ја видиме преку неколку настани од животот на Илија, и тоа посебно во еден тежок период, кога Израел беше зафатен од суша, која доведе до глад, до смрт, и во едно такво време имаме сцени од животот на Илија кои покажуваат едно многу добро слушање. Тој го слушаше она што треба да го слуша, важното го слушаше. И текстот што го прочитавме почнува со фразата тогаш. Во текстот што го прочитавме и пишува и не тогаш, туку и потоа. И потоа Господовото слово дојде до него или над него, а во оригиналниот текст би било и тогаш, во тој момент. Кога се случува тоа? Кога дојде Господовото слово? Или Израел се наоѓа во период на страшен духовен пат. Најдлабокиот пат во историјата на Израел. Во времето на царувањето на Ахав, тој е оженет со Језавела, сириската принцеза од Сидон. Таа со доаѓањето во Израел го носи и своето поклонение на Ваал, ги носи со себе Вааловите свештеници, и ситуацијата во Израел е таква што дури не може се најде веќе свештеник, дури пророк не може се најде во Израел, кој не се поклонува на Ваал. Страшно идолопоклонство. Народот целосно отпаѓа од поклонението кон Јахве и преминува кон Ваал. И во такво време Илија се крева од Тесва, неговиот крај, и оди во центарот на Израел, во Самарија, да пророкува. И Бог му вели на Илија, сега ќе се помолиш, ќе се затвори небото и ќе настапи суша. И таа суша ќе трае додека ти повторно не се помолиш да се отвори небото. И дојде сушата, страшна суша. Илија се покори на тие зборови, го направи тоа што го бараше од него Бог, настапи сушата. И пише, и тогаш Господовото слово дојде до него, кога настапи сушата. И тоа зборче тогаш, или хаја, е спрзник во еврејскиот јазик, всушност е еден мост. С други зборови, и кога помина сето, и кога се случи сето тоа, Господовото слово дојде над него. Тоест, ако го немаше тоа претходно, што се случуваше, немаше и сега да дојде Господовото слово на Илија. Врската е многу јасна меѓу слушањето на словото, покорноста на словото и повторното доаѓање на Господовото слово. Има една јасна врска меѓу спремноста на Илија да се покори на она што го чу од Бог порано, тој многу добро слушаше што Бог бара од него, го направи, и кога го направи тоа, дојде повторно Господово слово. Тоест, кога се покоруваме на откровението од Бог, биваме подготвени за повеќе, за нова објава. Или послушноста, слушањето на Словото, послушноста кон Словото, исполнувањето на Словото нас не прави чувствителни.
во нас создава капацитет уште повеќе, уште подобро да го слушаме Словото. Се задлабочува таа наша чувствителност за врската со Бог. Има и друга има и друг принцип, друго правило. А непокорност или неслушањето го има спротивниот ефект. Нашата неспремност или несакањето да го слушаме Словото ги затвора нашите уши. И ја убива таа способност да го слушаме Бог. Гледаме ние овде, како го видиме тоа понатаму во Евангелијата, особено во Лука, во Христовата проповед. Се случува нешто со еврејскиот народ овде, со доаѓањето на Илија. Видим, Бог ќе направи нешто за да ја покаже многу јасно таа неспремност или отсутство на желба народот да го слуша Божјото Слово. Тоа доведе прво до еден духовна суша, која понатаму пак се манифестираше со и она физичка суша во Израел. Народот не сакаше да слуша, Илија сакаше да слуша. Словото не дојде кај народот, Словото дојде кај Илија. Многу пати луѓе има христијани кои велат, ама добро сега, Бог не зборува, не ми зборува, или како Бог зборува, зошто не зборува и така натаму. Не е проблемот кај Бог. Проблемот е кај нас, зашто многу пати ние сакаме да слушнеме она што не одговара. Тоа се плашиме да не чуеме од Словото нешто што не ни се допаѓа. И се затвараме за Словото. Или се избираме, само селектираме работи кои не одговараат, кои се во согласност со нашите очекувања, себични очекувања, нашите мотиви. Овдека, објавите што Бог ги даде на Илија, воопшто не кореспондираат со човечките очекувања и човечката природа. Абсурдни се. Многу се неочекувани. Бог му рече, кога дојде Господовото Слово, оди сега на исток и скри се кај потокот Херит, што е од другата страна или противно на реката Јордан. Илија беше пророк. Илија се крена од Тесва, отиде во Самарија да пророкува Божјо Слово. И Бог му рече, сега ќе ја преминеш реката Јордан, а реката Јордан е границата на ветената земја. Ќе излезеш од ветената земја и ќе се качиш на таму некоја висорамнина и таму ќе седиш кај еден поток. Илија можеше да каже, ама Господи, јас сум пророк. Јас дојдов да го зборам Божјото Слово на Израел. Бог му даде нешто сосема неочекувано да прави. Во време на криза, во време на проблеми меѓу неговиот народ, му рече, сега ќе одиш кај потокот Херит. Потокот Херит сигурно бил еден од многуте потоци на тој спротивен или десниот дел од реката Јордан, источно од реката Јордан, во меѓунезнабожците. Многу потоци истекувале водата, планинската вода, која се собирала од врнежи од дожд, и така, на еден начин се полнел и Јордан. Се зошто Бог му заповеда? Што му вели? Оди таму и скри се. Зборчето скри се, значи повеќе, да, може да се значи скри се, но повеќе значи повлечи се, абстинирај од нешто, тргни се настрана. Тоа значи збор. Тоест, оди таму и седи се, а таму повлечи се во тоа, кај тоа поточе. Зошто го направи тоа? Веќе Бог објави суд над Израел. Рече, ќе има суша. Таа суша ќе предизвика понатаму глад, ќе предизвика смрт во Израел. И со таа суша тој го тргна и својот, покрај тоа тој го тргна и својот инструмент, својот глас го тргна од народот. Народот не сакаше да слуша. Не сакаше да го слуша Словото и Бог го тргна гласот. Го тргна пророкот, Божиот пророк. Се до моментот додека страдањата на народот не предизвикаа нов копнеж, нов глад за Бог, нова жет за Бог. Така како што
дојде физичката суша во Израел, како што дојде една голема жет за вода, дојде времето и тие да повикаат кон Господа. И тогаш после известно време Бог му рече на Илија ќе одиш. Да, можеби овдека Бог сакаше да го скрие Илија од Ахав. Кога почна сушата, Ахав почна да го бара Илија, разбере дека Илија е виновникот за тоа. Меѓутоа тоа не е вистинската причина, зашто како што кризата се зголемуваше, гневот на Ахав растеше и кога веќе Ахав го бараше на секаде Илија, тогаш му рече Бог на Илија: оди сега кај Ахав, појави се. Илија се појави пред Ахав. И Ахав не можеше да му направи ништо. Не е вистинската причина сигурноста на Илија, тоа повлекување кај потокот Херит. Вистинската причина беше оттргнување на Божиот глас од народ. Илија слушаше и Божиото слово остана со Илија. Народот не сакаше да слуша. И Божиото слово беше тргнато од народот за известно време. Од друга страна пак Илија имаше можност овдека да остане со Бог и да го зајакнува тој натрешен живот што го има со Бог и да се подготвува за тоа значајно служење. Во Израел, во Самарија во тоа време, срцата на луѓето се закоравува уште повеќе и беше вистински хаос. И во тој хаос, во царството, Илија беше настана од сите случувања. И тој се подготвуваше за многу важни работи. После тоа следеа навистина многу важни битки. Тој требаше да се соочи со 850 валови свештеници сам на планината Кармел. И да го покаже, да ја покаже Божјата сила, да покаже кој е вистинскиот Бог пред целиот народ. Целиот народ беше собран таму. Или имаше потреба да се подготвува таа осаменост со Бог. Ние живееме исто така во една баркотница. Ова време сега е време на вистинска баркотница. Обкружени сме, бомбардирани сме со информации. Медицински. Секаде имаме медицински информации. Политички. Во таков политички контекст сме. Економски. Некој ги интересира спортот, спортски, секакви информации. И во таа баркотница во која живееме, тешко можеме навистина да го препознаеме она што Бог го сака од нас и да действуваме во послушност кон Бог. И нашата служба честопати станува така механичка, поттикната од сите тие случувања. Партизанска служба, што се вели. Онака партизански. Ги гасиме пожари, гледаме околу нас потреби и трагнуваме така, чисто по-човечки, да ги вршиме работите што сметаме дека треба да ги вршиме. Премногу сме, нашите мотиви станат некакви невротични во нашата служба. Имаме потреба да се повлекуваме настрана со Словото, во молитвата и да слушаме што навистина Бог ни сака, што е важното во ова време. Ние сме бомбардирани од итност на многу работи, од различни аспекти во живот, политички, здравствени, економски. Но што е она навистина што Бог го сака од нас? Што е важното во ова време? Ке го чуеме од Бог ако се повлечеме настрана, ако си оставиме време, се тргаме од целата таа баркотница, тој хаос во кој живееме. Или имаше време настрана да биде. 3 години тој беше настрана од сите случувања. И Бог го подготвуваше. Другото што може да видиме овдека е една мистериозност во откривањето на Божјата воља, тоест во таа објава. Бог му рече, ќе одиш кај потокот Херит, што е спроти Јордан, ќе се скриеш таму. Колку време е? Зошто? Ништо не каже Бог. Толку беше објавата. Објавата воопшто не ја задоволи човечката љубопитност, која ја има секако, можеби и Илија имал таа љубопитност. Ние сакаме да знаеме повеќе, да имаме повеќе информација. Ќе одам, ама сега до кога, што ќе правам таму?
Бог не откри, му кажа само што треба да направи. Толку беше она што требаше да знае Илија. Ние сакаме однапред да имаме детали дури. Не повеќе, туку детали да имаме. Тоа не прави да се чувствуваме сигурни. Колку повеќе детали, толку си посигурен. Она што Бог сака од нас е да се подпираме на Бог, но она што тој не го открива во моментот, зашто иднината е некова. Тоа е. Сега сакам ова да го направиш, направи го. Иднината е моја. И како продолжи откривањето на Божјата волја? Рече, ќе пиеш од потокот, а на гавраните ќе им заповедам да те хранат. Убаво Бог му каже, и јас ќе се грижам за тебе. Оди таму, а грижата за тебе е моја. Има што да пиеш, има што да јадеш. И убаво да го знаеме тоа дека Бог нема да не прати некаде во служба без да ја превземе грижата кон нас. Тој сам да ја прифати таа грижа. Меѓутоа, кој е проблемот овдека? Дали ќе се задоволиме со оно што Бог ќе ни го вети, како задоволување или како грижа? Што му вети Бог? Како ќе се грижи? Ќе одиш кај едно поточе. Што е поток? Поток не е река, потокот не е врзан со извор, потокот не е езеро, поток е каналче што се формира, образува од вода што истекува од планини, од дождови. Илија рече дека нема да има дожд, или рече дека ќе има суша. Кога има суша, првото што пресушува се поточињата. Бог не му каже сега оди кај една река, оди кај едно езеро, оди кај извор, кој извира од водата и не зависи од дождови. Ке извира тој извор додека засекуваш ке извира. Рече ке одиш кај едно потече. Немаше многу навистина надеж, оно што го откри Бог. Тоест, Бог понуди нешто што едвај задоволува потреба и во секој момент може да испари, да исчезне. Тоа му го вети Бог на Илија. Зошто Бог сакаше и во тој случај, нашата надеж да остане во Него. Да сме задоволни во се, со се, бидејќи ние се надеваме само на Него. И второто, рече, а на гавраните ќе им заповедам да те хранат. Ако првото не задоволува потреба баш, нели, како што е, па второто воопшто. Гавранот не е птица што храни. Гавранот е грабливка. Гавранот ќе кружи околу тебе чекајќи да умреш да те изеде. Тоа е гавранот. И од друга страна па гавранот е нечиста птица според Мојсеевиот закон. Сега треба да јадам, Господи, од една нечиста птица. Не птицата да јадам, она што ќе ми го донесе птицата. Што ќе го донесе гавранот. Неизвестна иднина. Тоа што го откри Бог, воопшто не беше според вкусот на еден човек како Илија. Воопшто не беше како тако. Илија можеше да каже и сосема така легитимна, ама Господи, јас сум пророк. Ти сега ме праќаш надвор од ветената земја. Ти ме праќаш во некакво место кој воопшто не е во границите на земјата што Бог ја даде на неговиот народ, на мојот народ. Јас сум пророк. Мојата дарба е да пророкувам, не да дремам таму кај некој поток и да чекам додека да пресуши. Па одозгора еден гавран ќе ме храни. Па јас ќе ја загубам и дарбата со текот на времето, ќе заборавам да пророкувам. Не, Илија пишува, отиде и направи се според Господовото слово. Оно што слушаш Илија беше само оно што Бог му го каже, без да вклучи ништо повеќе. Се сеќавате, може да направим паралелата со учениците. Бог им рече, одиме на другата страна. Ти ништо не слушна што Бог им рече, што Христос им каже. Се оплаши кога дојде бурата. Бог му рече на Илија, ќе одиш таму, јас ќе те хранам, Илија тргна, отиде. Тој не го направи што тој сметаше дека е правилно.
Многумина во таа ситуација каже, не, правилно да одам таму и да им проповедам, да ги предупредувам. Го направи она што Бог му каже. Колку ти гледаше нелогично, го направи она што Бог го каже. Отиде. Отиде надвор од границите на ветената земја. И што се случи понатаму? По известно време, вели, потокот пресуши, бидејќи не може дош по целата земја. Се случи она што се очекуваше да се случи. Големо чудо. Тоа е. Нормалното се случи. И пак овдека, кога пресуши, а тој извор не пресуши, тој поток се извино не пресушил, туку така, тој слабел, на крајот веќе исчезнал. Не се случило преку ноќ. Си легнува вечерта со поток и са бајле, го нема потокот. Тој гледал како се суши тој поток. И тогаш, повторно го има збор што тогаш, нели, хаја, како врска со она што се случило претходно и доаѓањето на Господовото Слово. И повторно имаме врска со услови овдека. Дојде Господовото Слово бидејќи нешто имаше. Бидејќи се пресуши потокот. Бидејќи немаше веќе вода, пак се погрижи Бог да го прати сега некаде каде што ќе има вода. Но тоа не е основната причина. Грижата. Има грижа, да. Но тоа не е. Има нешто друго. Повторно послушноста на Илија. Новото слово доаѓа како резултат на пак претходната послушност. Представете си, Илија, гледајќи како се намалува потокот, во еден момент да си каже, па што чекам воопшто јас овдека? Што правам воопшто овде? Пресушува потокот. Да си тргнам таму каде што треба да бидам. Не, Илија не го направи тоа. Тој чекаше. Чекаше додека не дојде повторно Господово Слово. Што ако Илија решеше на своја рака да превземе нешто? Ја снемува водата, ќе одам да барам вода. Или ќе одам да правам нешто, мислам дека е правилно. Ке доеш ли тоа слово кај него? Тоа се предпоставки, не знам. Но знам дека ова ново слово дојде како резултат на послушноста, на претходното. Му каже, ке седиш таму и тој седеше. Нема веќе вода, тој продолжи да седи. Иако пресушуваше веќе потокот. И на крајот на краиштата тоа седење таму не беше кој знае каква работа. Тој не врши кој знае каква работа. Не е херојство, не е големо дело ти да седиш и да гледаш како потокот пресушува. А те чека толку важна работа. Народ умира од жет во темата се. Тој беше послушен. Господ ми рече да седам овде. Понатаму се случија големи работи. Ние прочитавме, видовме веќе како не снемуваше маслото и брашното кај вдовицата. Прочитавме како воскресна едно дете. И мислам дека тоа е првиот случај на воскресение во Стариот Завет. Потоа Елисеј ќе направи. Потоа ќе следи онаа големиот настан на планетата Кармел, кога Бог ќе симне оган од небото. Сите тие големи работи што се случија понатаму бе резултат на верноста на Илија во малите работи. Тој седеше на потокот. Не правеше ништо. Мало нешто. Беше верен. Она малкото што Бог го повера од него, тој беше верен. Но потоа се случија големите работи. Или како што Господ Исус вели, кој е верен во најмалото, верен и во многу. А несправедливиот и во најмалото, несправедлив и во многу. Тоест, од тоа како се однесуваме во малите работи, ќе се види многу јасно како понатаму ќе се однесуваме и во големите работи. Неодговорноста во малите работи е показател дека и кога ќе дојдат и големите работи, пак ќе бидеме неодговорни. Илија беше верен на Бог во секое откровение. И она што изгледаше ко мало и потоа на големото. Инструкциите што следа беа уште почудни. Уште поспротивни на човечките очекувања. Она што јас би очекувал да го слушнам од Бог, како сигурност или како некакви цели. Што му рече? Сега стани, оди во Сидонска Сарепта и остани таму. Тоа што му вели сега? Ке се кренеш од овдека и ке одиш во Сарепта, тоест ке одиш во Сион. Илија беше
источно од ветената земја, од реката Јордан, сега треба ќе ја прекосиш пак реката Јордан, ќе се вратиш, ќе ја поминеш Самарија, твојата земја, и ќе отидеш на запад кон Сирија. Ќе одиш во Сидон, во Сидонска Сарепта. Ќе одиш во Сирија. Од едниот крај на ветената земја, сега на другиот западниот крај. Зборчето Сарепта значи испитано, значи проверено. Тој збор е еквивалентен на оној новозаветниот докима, што значи проверено. Златото кој ќе се рафинира и ќе излезе од оган. Тоа е буквалниот збор Сарепта. Повторно говори, по изборот на местото, повторно говори за некаква проверка. Проверува некој испит. Дојде слово Господово на Илија и пак требаше да се види дали Илија е послушен на тоа слово. Сарепта Сидонска, како што кажав, е во Сирија, во Сидон, а Сидон пак е местото или градот од кој што доаѓа царството на Језавела. Језавела доаѓа од Сидон. Онаа Језавела која ги донесе сите неволи на Израел. Језавела таа која го расшири поклонението кон Ваал. Со други зборови, сега Бог го враќа Илија, некај својот народ, ќе одиш сега таму у Сидон. Таму од кај што доаѓа Језавела. Ќе одиш во гнездото на злото. Од абсурдно по абсурдно. Илија требаше да се оди кај својот народ, не, ќе одиш во Сирија. Ќе одиш во родното место на Језавела. И можеше сосема со право или да кажем, Господи се, па ова веќе нема никаква смисла. Што ќе барам таму? Што ќе бара таму? Господ Исус кога влезе во Назарет, да проповеда во неговата синагога за прв пат. Отвори од Исаја, 61 глава, она пророштво за благопријатната година Господова, и кога заврши, почна да говори за овој случај. Вели, колку многу вдовици имаше и во Израел, ама Бог го прати Илија кај една вдовица во Сирија. А народот неговите од Назарет, кога го слуша Илија, се налутија и сакаат да го убијат. Дојде Бог меѓу нив, тие не сакаат да го слушат Словото. Една иста ситуација. И точно во тој момент Господ Исус се навраќа на овој случај. И вели, вие сте исти, како и тогаш Божиот народ. Божиот народ не сакаше да го слуша Божјото Слово. И што направи Бог? Се тргна. Го тргна Словото и каде отиде? Со Словото отиде таму, кај непријателите. Таму да им го кажува Словото. Или отиде во Сидон, во Сарепта, кај една вдовица, таа вдовица да биде спасена. И таа вдовица да биде спасена и од смрт, не само животот да ја биде спасен. Тоа е повторно она правило што го гледаме, принципот. Неслушањето на Словото го закоравува човечкото срце. Одбивањето да го слушаме Словото на Бог, одбивањето на Библијата, на молитвата, ќе не закоравува се повеќе, до степен до кој што на крајот век ќе не биде одземена, како што ги предупреди учениците. Внимавајте што слушате, што на крајот и оно што го имате, и тоа ќе ви се земе. Му рече, доди немаше никаква логика. Другото нешто што повторно немаш никаква логика, е оно што следи, и ете, или еве. И тука зборчето хинех што се употребува за сврти вниманието кон нешто, како некакво зачудување, тоест, и гледаш сега што направив таму, со други збори Бог му вели. Оди таму и види сега што направив. Пак ќе се грижам за тебе. Ќе имаш и вода, и храна, и се. Една вдовица ќе се грижи за тебе. Ама тоа еве, овдека и ќе се повтори во следниот стих, понатоа малку, го свртува вниманието кон некој факт. Фактот е дека една вдовица ќе се грижи за тебе. Ако има, и ова е многу абсурдно. Прво, во древноста жена не се грижи за маж. Тоа е. Зашто жената не е економски еманципирана. Мажот се грижи за жена. Посебно пак вдовица.
вдовицата е најзагрозената социјална категорија. Во тоа време немало Министерство за труд и социјала, немало социјална помош. Остане некоја жена вдовица, таа се бори за живот. Таа преживува. Па посебно ќе видиме таа жена па има и дете. А пак на крајот на краишта таа е не еврејка. Воопшто не е ни еврејка. Една паганка, вдовица треба да се грижи за Илија. Така, инструкциите одат уште во таа насока. Да некако Илија да најде повод да каже ова веќе не го прифаќам, но ова нема се покорам. Наредив на една вдовица да те храни. Зборот храни, кол, означува таа ќе те издржува, таа ќе те финансира, таа ќе биде твојот извор на храна на се. Една вдовица. Таа ќе се грижи за тебе. Не едноставно да те храни, туку да осигурува, ќе снабдува за тебе се што треба. Ние би очекувале во нашите романи, во нашите бајки, во нашите приказни, во таквите моменти се појавува некој херој или богат човек, некој силен, некој храбар. Во овој момент пак Бог вметнува најслабото што може да има во едно општество. Најслабиот инструмент, најслабото средство што постои, една вдовица. И гледаме уште за еден период, Бог го трга својот глас од народот и тој глас оди меѓу неевреите. Израел требаше да преживее суша од глад, но меѓутоа требаше да преживее и суша од слово. Таа суша беше прекината по милоста на Бог повторно, кога Бог го прати Илија назад во Израел. Но требаше да помине тој период. И како завршува ова? И стана тој, поотиде во Сарепта. Без ников приговор. Отиде во Сарепта, отиде кај таа вдовица. Па што ќе биде, нека биде. И повторно онаа мистериозност во Божјата објава. Па колку ли вдовици имало во Сарепта? Како ќе ја најде сега, Господи? Дај ми адреса. Дај ми некакви повеќе насоки. Тој тргна. Ќе најде некако начини. И тој сушно се покори на онаа вистина дека праведничката патека е осветлена на разумувањето. Што? И таа е појасна, се појасна до полниот ден. Како зазорување и станува повидливо и повидливо. Тргна и повторно оваа зборче. Кога стигна до градската порта, еве. Повторно зборчето еве. Како свртување на вниманието. И опа, сушно значи. Еве ја вдовицата тука. Се појави. Собираше дрва таму. Бог веќе тука беше. Се погреши. Тоа како што вели нашиот народ, го нема тоа во англискиот, не сум чул со Господ напред. Има ли такво нешто во англискиот? Со Господ напред нема. Но е голема вистина тоа со Господ напред. Ова беше навистина со Господ напред. Тргна Илија, а Господ веќе ги подготуваше таму работите. Господ веќе ја стави таа жена таму уште на влезот во градот. Ама првата слика пак беше доста обесхрабрувачка. Виде вдовица која што собира дрвце таму тука некаде на излез од градот. И ова е веќе јасен сигнал дека таа жена нема ништо дома. Дури и дрва нема дома. Тоа е веќе сигнал за екстремна сиромаштија, сигнал за екстремна беда. Не знам, може би ако бевме ние таму ќе си кажавме, Господи, ова ли ќе ме храни мене? Таа нема дрва дома, по мене ќе ме храни. Тоа беше навистина таква ситуација. И отиде, во сепак отиде и рече, сега направиме нешто за јадење. Ке одиме дома, ке ми дадеш што јадам. И жената рече, Господине, јас имам само колку за едно јадење, умираме од глад и јас и детето.
Господи, сега веќе се е јасно. Ова има само едно, да ме нахране еднаш и потоа сите ќе умреме. И она, и детето, и јас сите ќе умреме. Тоа е она што го чу, првите зборови што ги чу. Но и нешто друго чу овдека, што беше многу охрабрувачки. Се колна во живиот Господ. Таа жена препозна дека има пророк на Јахве. Овде го користи зборот Јахве. Очигледно дека Бог веќе беше подготвил таа жена за познавање на Бог. Бог веќе подготви многу работи. Тоа живиот Бог, се колна во името на живиот Бог, за Илија беше сигурно големо охрабрување. Тоа за него значи дека нема потреба да обедува кој е, што е, немаше потреба да обедува за Бог. Таа беше веќе подготвена. И рече, не грижи се, не плаши се, оди. Нема да заврши во твојот дом храната. Што направи Илија? Илија беше подготвен цело време за овој момент. Да ја сподели со таа жена милоста на Бог, добрината на Бог, ветувањата на Бог, благословите на Бог. Оние благослови што беа подготвени за него, како резултат на неговата верност, тој ги сподели со таа жена. И беше спасен животот на таа жена. Животот беше спасен на дете. Понатаму знаете што се случи чудото со воскресение и така натаму. Слушање. Што слушаше Илија во сето тоа време? Тој може да слуша многу гласови. Гласови на логиката, гласови на себичноста, гласови на разум, гласови на народот. Тој го слушаше само Божиот глас и се покоруваше. И Бог му откриваше уште повеќе, уште повеќе, уште повеќе. Во каква состојба сме? Од духовната состојба многу зависи што ќе слушаме, што ќе сакаме да слушаме и на што ќе се покоруваме. Што ќе биде авторитетното во нашиот живот. Сакаме ли да ги слушаме Божите инструкции јасно? Во оваа ситуација на многу гласови. И кога слушаме на што сме верни. Можеме некои од ветувањата да не изгледат мали, ништожни. На што сме верни, на кои работи сме верни. Верни сме дури на малите работи што Бог не ги открива. Зашто токму малите градат капацитет за големи работи. Верноста на малото кон малото го граде тој капацитет, понатаму ние да го прифатиме и големото. На што е во нашиот фокус? Инструментите, ресурсите, средствата или оно што стои за сето тоа? Илија во ниту еден момент не погледна на самите инструменти што Бог му ги дава на располагање, како потокот, гавранот, вдовицата и малкото шепата масло или туку, но оно што стои за сето тоа. Тој на тоа гледаш. Си мислам на оваа ситуација ние во која. На што гледаме? Што е нашиот фокус? Што е она што ни создава проблеми, грижи и од каде ни доаѓа ослободувањето или надежта? Многу има алармот е кренат високо. Од секаде тревоги доаѓаат. Што слушаме? Ги слушаме нив и го градиме животот на сите тие тревоги или пак животот го градиме на ветувањата кои се сигурни. Слушаме она опасност, оние бранови, ветрови, бури околу нас или пак го слушаме она што Бог ни го ветил. Што слушаме? Од тоа ќе зависи и понатаму како ќе се развива нашиот живот, на што ќе се гради. Имаме од Бог благодат, имаме милост, имаме помош. Ја споделуваме ли? Како Илија. Се што имаш Илија, се сподели со таа жена. Излезе на крајот дека Илија храни жената. Заради неговата врска со Бог, а не жената Илија. Тој сподели со неа, сподели милост, благодат, љубов, она што беше од Бог. И на крајот, на кои цели гледаме како исполнување? На што го градиме нашиот живот? И тука може да направиме една паралела меѓу Божиот народ денес, црквата, и Божиот народ во времето на Илија. На крајот на краиштата сушата беше таа
и гладот и смртта, што го натера народот да ги сврти ушите кон Бог, да го слушне Илија и на крајот на неговото предизвик, кој е вистинскиот Бог, да одговори правилно. Тој народ се градеше или основата на кој живееше беше удобствата, конзумерството. Ваал му бетуваше на народот некои други работи што ги сакаше народот и ги тргнаа натаму. Навистина денешната црква на што ја гради своја, на која основа се гради, на што гради своја основа? Дали може би современата црква не е премногу навлезена во конзумерството и во она што како потенцијал го дава конзумерството за црквата. Она што ресурсите како потенцијал го дават на црквата. Како средства, објекти, финанси и многу други работи, или пак гледаме на оно што стои за сето тоа, на оно што ги дава сите тие работи. Тоест колку нашата зависност е втемелена на они работи што ги гледаме, а колку на самиот Бог. На крајот на краишта, тоа веќе можеме да кажеме дека е факт. Во Израел настапи глад и суша, и тој глад, таа суша, сето тоа беше како еден видлив израз на духовниот глад, на духовната суша што беше во народот. Имаше духовна суша во Израел. Израел не сакаше да го слуша Божјото Слово. Таа духовна суша се виде јасно понатаму во она вистинска суша, физичка суша што Бог ја даде на народот. Дали и денеска Божиот народ, црквата, не е во духовна суша? Така реално оценувајќи ја ситуацијата, духовната ситуација. Ако е така, може би треба. Може би треба покаяние. Може би треба и поинаква суша да дојде во светот, за народот да се врати, да побара, да се созда тој копнеш таа жет и да го побара вистински Бог. Важното е што сакаме да слушаме. Што слушаме на вистина секој ден. Нашите очи што гледат секој ден, што читаат секој ден. Кои се нашите врски секој ден, со кого, со што. На што е посветено нашето внимание, нашето време. Од тоа ќе зависи како ќе се развива животот. Видовме како се развива животот на народот, како се развива животот на Илија. Тие се закони. Закони кои важат во секој индивидуален живот. Што слушаме во оваа време. Се тргаме ли настрана малку, па да чуеме она што Бог има да ни го каже преку Словото. И со правилни мотиви, со правилна послушност кон Бог и да го правиме она што Тој го бара од нас. Нека Бог ни помага во тоа и да го правиме навистина она што Бог го бара од нас. Да се исправиме, да се молиме.